Јас сум Анча Стојова, имам 34 години, од Скопје. Јас живеев во домот за деца без родители 11 октомври, од 3,5 години до 19 години. Таму беше прекрасно, нормално. Дете ко дете не мислиш за облека, за храна, за школување. И мајка ми нормално си ја знам, но мајка ми пошто живеела под кирија и државата не земала од кај неа, бидејќи немала услови да не чува. Значи, ми помадаре прстот, палецот. Ја не очекував дека е нешто. И ме упати и отидов, ме прегледа докторот. Ми најде од колено надоле дека сум имала запушена вена. И ја му реков, докторе, викам, ја немам пари, значи. Не сум финансиски способна за да можам да се лекувам, нели, овдека. И он ми рече, не е проблем, јас ќе ти помогнам. И така останавме на тоа, ме снимаа све, најдоа дека им смогат. После тоа отидов, се јавив прво. Не, се јави сестрата. Не можеме да те примиме повеќе. Докторот рече, од сега натака па ќе си плаќаш. Ја немав услови и ништо, отидов во државно. И тамо не ме примија. После друго отидов. Тамо среќам. Ми рекоа, пошто беше петок. Ме пребрзаа све. Дојде понеделник, имаме васкуларен доктор. И така ја отидов понеделникот. Ме примија хитно. Тогаш ми рече дека мора да ми се излече ноото. Сега е проблемот што одамна јас сакам да средам забите, но ете, финансиски, плюс имам добиен уплав на стоматологија, кога бев дете, уште. Сидевме ние преку домот, редовно си правевме на стоматологија забите. И доаѓа еднаш неделно од домот со комбе и тука не ги гледаа. Ама ето, тој доктор Златко, добив уплав, напред кецот ми го правеше и од тогаш добив уплав. Најголем проблем на незе е да најде работа. Оти нели сега подеди ногата, многу луѓе фирми избегнуваат, нели, инвалиди, многу, тоа е многу глупо. Оти сите или дете од дом, кога ќе кажеш, многу фирми маце не сакат да ти помогнат поради тоа што најто кој ќе дете од дом мислат да ти. Па тоа било одамна, не само јас и сите деца сме биле на уредување, домец, ова. Тоа мене не ми смета. Значи, дали сме не деца од дом или деца со мајки и со татко, нема разлика. Само што ете, ние сме оставени у домот, сега некој си ги знаеме родителите, некој не, значи не е разлика. Сите сме исти, сите сме од крв и мес. Сите сме едни исти луѓе кои што и со мајка и татко, како што каза Анче. Значи, тоа е проблемот во многуте фирми кои што ги избегнуваат ваквите луѓе за деца без родители. Добре дојдовте во ВИП на еден ден. Минатата епизода ја завршивме со неизвестност. Со исто таква неизвестност ја започнуваме и оваа епизода. За прв пат се соочивме со проблем кој најавуваше саботирање на нашата мисија наречена Нови заби на Анче. Само пентоксифилин? Кога пиеше пентоксифилин? Вечер од 10. Синоќа пиеше? Добро, исклучи. И ова беше сосема неочекувана. Не смееме и не можеме да ризикуваме.
одговорот од докторот кој ја правел операцијата на Анче ќе биде пресуден. Лекарствата кои ги пие Анче се заради забрзување на циркулацијата и нив не смеевме да ги прекинеме, а забрзаната циркулација од друга страна можеше да допринесе до зголемено крварење при вадењето на зъби. Затоа моравме да го консултираме докторот кој ја извршил операцијата на Анче, а кој ги препишал тие лекарства. И се уште е присутна неизвестност. Но дали имаме нови зъби, тоа ќе оставам да ви го соопшти Анче. Анче, сега ќе ми кажеш? Нешто ми се смешка, што значи? Може сега да им кажем и на гледачите? Може да се свртиме натаму и да кажеме ќе имаме нови зъби! Одиме да се ги земеме, хајде! Ќе имаме нови зъби! Заради здравствените проблеми на Ане, моравме да се консултираме со нејзиниот лекар и да го укинеме аспиринот. Пентоксифилинот го оставивме во терапија, имавме мултипна екстракција, извадивме едно 10 корени, 2-3 зъби и после тоа продолживме со изработка на горна тотална протеза. Со оглед на тоа што имавме доста кратко време, не успеавме доле да ги извадиме преостанатите зъби и да направиме некоја конструкција за долната вилица. Ќе продолжиме понатака, денеска ќе предадеме горната тотална протеза. Ане како пациент ми беше премногу уплашена, затоа што навистина се работеше нели за мултипни екстракции, тоа се доста зъби кои што треба да се извадат, но со наша помош и докторот, кој што секако беше присутен при екстракциите, Ане се опушти и ние многу брзо, за 3 дена, успеавме да ги извадиме корените и за уште една недела да направиме протезата. Браво! Како си, Ане? Добра? Ајде, повели. Како се раните? Болки? Не. Никакви? Браво, бе. Ајде сега да видиме кога ќе ја ставиме протезата, како ќе се чувствуваш. Протезата е готова. Можно е нешто да те боли сега во периодов, дали поради тоа што ќе убива протезата или поради тоа што ние за жал се уште имаме свежи рани. По правило, после екстракција треба да ни поминат 2 до 3 месеци и тек тогаш да се изработи оваква протеза. Пошто ние ги убрзавме малце работите, изработивме веднаш, значи можно е да имаш болки заради се уште незатворени комплетно рани. Добро? Ајде сега да пробаме протезичката. Еј да видиме. Така. Браво. Затвори сонце. Така. Добро, пошто доле ми е таква ситуацијата. Добро. Кажи ми како се чувствуваш? Одлично. Добро е? Да. Негде болки? Не. Не. Добро. Сега ја носиме протезата. Протезата е битно да се одржува со четка и со паста, значи, како и твоите зъби што ќе ги миеш. Битно е протезата од внатре да измиеш убаво, значи навечер, ќе измиеш убаво од внатре за да не има некои остатоци од храна, со паста и со четка и тек после ја ставаш во уста. Ако не ти смета протезата, може да спиеш со нега без проблем, значи, секоја ноќ. Еднаш неделно. Ќе ја одмориш малку вилицата од притисокот на протезата и ќе ја оставиш протезата во чашка со вода и со една таблетка. Еве ние ќе ти дадеме таблети на лакалут. Еднаш неделно во ваква таблета цела ноќ ќе одстои протезата. После тоа си продолжаваш, си ја носиш исто секоја вечер. Добра? Да, огледало можеме ли ние да имаме сега за да се видиме во огледало? Ајде да се видиме.
Може? Ајде да се видиме. Повели, Мила. Добре. Одлично. Како ги чувствуваш забите? Супер. Супер. Да. Браво. За отворена уста. За отворена уста да се смееш. И водички од лакалут. И таблетките. Значи, Фала. ќе користиш света. Добра? Ајде. И сега ми треба фотка, че ќе дадам телефон. Седнаш. И вас двете. Ти? Да, не. Сакаш да бегаш, а? Ајде така. Супер. Па, фала ви. Да, вие ще треба нешто ќе си Да, продолжите, да. Натака да дојдеш, та доле што имаме нешто да средиме, да извадиме. Иде се. После кога ќе ја направиме сега плауша, па кога ќе ти ја донесеме. плауша ќе ја да, направите? знаеш каква фризура сме ги спремиле. Да, има. Да биде. Да, ќе пратам ја фотка сега кога видам. Да ни пратиш фотка, Одмашом кога ќе. ќе дойде. Сега прво да ми кажете дали иде таа фризура на тие заби пошо. Па ја. Да видим. Фризура ќе ти направи? Сега пи фризура. А? Иде оваа фризура. Што ќе те направи? Иде, нели? Ке иде бе како. Вака ќе те направи, са? Да, бе, да. На очи, Идеме да ни има светли очи. Да, шубава ќе биде. Нов човек. Леле, одвај чекам да те видам. Кога ќе ја правите? Сега идеме да ја правиме. Ја ќе ти ја испратам докај 5-6 Да ми ја пратиш да видиме цел. Све сме прошли. Да. Спремни, забите се спремни, најбитно е Секс. Да. Готово чекаја тебе да те гушнам по сега. Не изгледам. Да, благодарам. Ајде, лепшете се. Так. Ти имам камера. Ке ми пишеш Ќе за одиме понатаму. се гледаме. Одна рена. Да. Пиши кој ден, еден ден. Кој може да дојдеш, да почнеме да средиме. Ваш. Лили. Разликата е очигледна, зарем не? Стравот од Забар го избркавме со најголема и најубава насмевка. Неизвестноста која не загрижи сите, но и храброста на Анче, која не изненади сите, го даде крајниот прекрасен производ. Нема веќе смеење со затворена уста. Одиме сега малку на релаксација. После толку многу извадени заби, опуштањето добро ќе и дојде. Анче првпат влегува во салон за убавина. Досега не направила никаков третман на лице, ниту маникир. А масажа никогаш никој не ја приуштил. Задачата на девојките од плежар е вистински да ја опуштат, но и да и го освежат тенот. Денеска ќе направиме еден окси третман за оваа кожичка, малце да ја освежиме, да ја обновиме. Ќе ставам и ампула за акничките, медицинска. Значи сега го правиме пилингчето, што ќе го извадиме нели на чистотиите од порите, за да може нели оксито подлабенски поубаво да навлезе на чиста кожа. Во исто време имавме третман на лице, масажа на дланки и маникир. Вистински вип третман. Додека Анче се опушта, мојата задача е да ја угостам Ирена Спировска, личноста која Анче во претходната епизода ни ја посочи како втора мајка. И прво ќе прашам, каде се запознавте? Па, Анче, дали имаше, не знам, 9 години, 10, ако не беше и помалечка,
они беа сите облечени во народни носи, значи има некоја играорна точка и знам дека сите трчка околу мене, ја им бев интересна, нели, тогаш водителка, јас 20 и неколку години, се леле па кој те нашминка, леле па колку си убава, леле па имаш ли дечко, сите тие прашања што се вртат во нивните детски главчиња, ма како пиленца знам дека многу сладки беа. И Јанче, знам, ми се издвои од сите, пошто марамата што ја носеше и беше некако накриво врзана, а имаше шишкички тука. И јас викам, дојди сега да те наместам, да бидеш убава за на сцена и уште знам дека ги поттикнав, велам сега кога ќе излезете да бидете насмеани, да ја шармирате публиката, немој да сте сериозни, така малку се нели им дадов упатство, одиграа супер, собраа големи аплаузи и тоа беше првиот контакт. Тогаш мислам дека уште немавме мобилни телефони, значи ова зборувам било пред 22 години од прилика, значи ако не 20, сигурно има 20 години. После она ми кажа дека си дошла во домот за деца без родители и дечињата буквално викале мајка ти дојде, така? И тоа беше интересно, да. Веднаш ме покани, ќе дојдеш ли некогаш кај нас да видиш каде сме во домот и јас им ветив, да, секако ќе дојдам. И се сеќавам едно попладне, седна во кола, отидов таму, влегов се најави, велам јас сакам да ги видам Анче, Ана, значи имаш уште неколку девојчиња кои што и по име ги запаметив. И нормално се израдуваа што сум таму, ме прошетаа, ми го покажаа домот, собите каде што спијат, па ние малце прошетавме во Беверли Хилс, трговскиот беше тогаш. Нов беше актуелно да се шета, јадевме нешто сладолед, сендвичи и ме испратија нормално со прашање, леле, кога ќе дојдеш пак? И така почна нашата приказна и нашата дружба. Значи, еден многу убав момент ми е матурирањето на Анче. Се сеќам на матурската вечер, кога дојдов со кола, ја земав од домот, затоа што нелюбично сите деца родителите ги носат, ги враќаат, немаше кој, јас отидов, ја земав, ја испрати друштвото, однесов во хотел Александар Славеа и сето тоа помина нормално, убаво и еуфорично како што заслужуваат сите гимназијалци, односно средношколци што се матуранти, но после тоа веќе почнува тој проблематичен и тежок период кога одат под кири, менуваат едно место на живење, друго, трето, треба ги платат сметките, што е проблем со тие средства што ги примаат и се ограничени, особено ако немаат работа. И периодот кога јас нели требаше да се породам, беше период кога сакам неќам, не можев толку да ја посетувам, да ја гледам, да бидам физички дел од животот, особено па затоа што се породив и во Белград, не во Скопје, ама прво што беше и што сака веста да ја споделам, секако беше со Неза, затоа што знаев дека многу ме сака и многу се радува што ќе добиам свое дете, така да од Белград да и пратив честитка, значи на адреса се. Ме интересира моментот. Братче си напишала, братче, намерно ја викаш или? Да, намерно, така се завикавме некако, она мене ме вика. Всушност во тој период другарка моја со која што ја здружев и студиравме заедно, тоа ни беше така жаргонски братче се викавме, па на Анчето и се допадна и она почна така да си ги вика своите другарки, затоа на таа честитка предпоставам на тоа алудираш, да, еве си имам уште едно братче. Така, аха, добро. Колку време не сте се виделе? Па повеќе од година дена сега не сме се виделе. Какво изненадување ќе биде за тебе сега? Не, нема година, значи помалце контактираме, значи и телефонски нонстоп и еве со нетрпение очекувам да ја видам како изгледа сега после оваа трансформација која што вие сте ја овозможили и мислам дека правите прекрасна работа. Секоја чест за идејата, за проектот и за самата емисија Снежи. Сега за Анча зборевме, меѓутоа значи нашата идеја е буквално да ги изедначиме овие VIP кои што се во реалниот живот и вистинските VIP, значи на исто ниво, затоа сте во иста емисија, ме само морам и за тебе малку да позборувам. Прво, не ми е јасно како тоа не старееш. Ама јас, значи, од кога те знам, чиста си. Што се случува? Значи, не е до камера. До што е? Снежа, ти благодарам. Стареам, ама добре секогаш велам на сега. Добре ако тоа не се гледа. Ништо не се гледа. Добре, што е така. Едноставно оставам работите да течат по свој тек. Не се оптоварувам со годините воопшто, се трудам да го исполнам животот со нешта кои што мене ме прават среќна и радосна и веројатно тоа се одразува и во некоја корелација и со физичкиот изглед. Значи,
внимавам на здрава храна, сакам да планинарам, сакам секој слободен момент да го поминам во планина, не пушам цигари, алкохол умерено, се трудам редовно да спијам и верувам дека сето тоа до некаде помага на тоа да... Мене ме прашуваат нели како нели ви на телевизија цело време сте насмејани, јас идам со таа девиза нели ако пуштам телевизор сакам да видам насмејано лице. Меѓутоа се случува нели некогаш да се изнервираш, те нервираат колегите, те нервира нешто на работа или не? Па ретко се случува на работа да се изнервирам, уште помалку па колегите да ме изнервират. Може би да бидам нервозна од сама себе ако не сум стигнала да завршам нешто или не сум го направила онака како што очекувам или како што посакувам, инаку нормално дека знам јас и да се изнервирам и да се налутам, ама за среќа кратко ме држи. Намрчете на фаца можам да видам. Па, обично, кога работам на компјутер и кога пишувам некој текст и тогаш се случува да помине некој од колегите ми рече: "Ама, зошто си намртена?" Јас не сум намртена, само не сум насмејана, туку сум загледана, не знам, нешто ми се ситни буквичките. Така што имам јас и намртени изданија се. Што е вистина, пак ќе речам добро, што е ретко и што кратко ми трае. Така, сега за приватниот живот малку никако знаеме за тебе. И одлично е тоа што е така. Затоа и е приватен, нели? Да. За малку да се знае. Ја спомна керката, како се снаоѓаш баш во тој дел веќе голема, како е да се биде ствари мајка на голема керка, пошто јас имам мали деца, па. Да, прво супер е да се биде мајка на керка. Мислам дека да се има женско дете е голем благослов за секоја мајка, затоа што нели, некако ти е полесно, знаеш со женските деца како, знаеш како да ги насочи, знаеш што сакаат, си поминал се што тие сега поминуваат. Зорица е веќе студент, студира во Лиљана, прва година на факултет за криминологија. Сега добро и оди, задоволна е од новата средина, стекнува нови пријателства, па за натака ќе видиме. Добро, и само уште да те прашам, кој е твојот онака проект на кој што си најмногу горда? И има ли некаде кај што сакаш да стигнеш, односно да реализираш на деловен план? Еве, еден бакнеш, значи музичкиот серијал посветен на Евергрин музиката ми е така некако ако морам да ги рангирам проект што ми е особено драг, токму заради прво заради таа стара македонска музика што сум ја сакала уште од дете, затоа што првата авторска емисија што сум ја правила пред 4-5 години во МТВ беше исто тематски поврзано со стара музика, Црно и бело се викаше, со еврейни песни, значи забавни народни. Иако не помалку ги сакав и Добра мисла, нокината емисија, не знам, дури утринските емисии, го сакам студиото, ги сакам камерите, таа љубов што започна нели пред 25 години, трае се уште на моје задоволство. Кога ја спомнавме еден бакнеш, значи која ти е омилена песна од тие старите Евергрини? Ле, колку тешко прашање, Снежа. За да ја пуштиме таа на крај, кога Анче ќе дојде. Така да завршиме, ајде. Ние имаме вака, имаме убавино насмевни се. Убавино насмевни се. Не треба друго, Снежа, да ми редиш. Мислам дека во оваа ситуација убавино насмевни се одлично ќе легне како фон. Така? За да ја видиме Анче. Добро, Анче треба уште малце да се досреди, да се доспреми, значи изненадувањето и за неа и за тебе многу наскоро ќе го направи. Може? Идвај чекам. А во меѓувреме Анче веќе пристигнала кај нашата фризерка. Анче има кратка коса, има отприлика некоја смеѓа природна, убава коса, стабилна, со тоа што јас што би направила кај Анче е да ставиме бланш, да избланшираме, да осветлиме убаво, колку што е можно повеќе, со тоа што нема што да се уништи, косата ќе си остане здрава, во самиот бланш има заштита, да не се плашиш од тоа, нема да има иритација. И кога ќе осветли, ќе премачкаме со еден прилив, да добие онаква бисерна боја, као бело бисерно, и малце една форма по-шизички, ќе направиме, зашто така или ти личи. Така да, може ли така да тоа да го изведеме? Може? И додека Анче ја добива новата боја на коса, нашата шминкарка Катерина Велјанова ги пакува своите шминки за да пристигне во хотелската соба,
од каде Анче, комплетно средена, ќе излезе и ќе зачекори во ново, блескаво издание. Вау! И време е за новата Анче. Иако за време на интервјуто добивме изјава од Анче дека не сака шминкање, средување и други работи за лицкање, магијата која со читката ја направи Катерина ја освои Анче комплетно. Па муабетот, а може ли да ми додадете сјај на усните, сите не изненади позитивно. И пред да се облача Анче, накратко, само да се подсетиме, кои беа комбинациите од облека околу кои се двоумевме со стилистката Викторија Бурсеќ. Јас ургирав устан да не вида. Значи, Али немаше шанси после да облечам? па добро. Супер. Супер. Ако ќе ги скратиме. Може само помало бројче евентуално да нарачаме, нели? Не, ова многу ми се допаѓа. Кога станува збор за чивлите, заради остранитиот дел од стопалото, Анче носи ортопедско помагало и не може да ги користи сите видови на чивли. Најдобри одговараат патики. Obavino nasmehni se kako dve. Вау! Obavino nasmehni se kako Да те видам, насми се. Леле, преубава си. Вака те личи. Леле, каква е? Гледај ја. Абе, гушници од другарка ти. Анче, преубава. Како се осеќаш со шминка? А, моцо чудно. Нели? Лицето код... дека не е лесно и тоа. Леле, преубава си. Леле, девојка. Девојка, смеј се. Готово се, смее. Така ќе се смееш од сега натаму. Ептен те личи, ептен. Преубава си. Срцка. Бавица. Ајде си седна. Не можев на расплак. Промената, трансформацијата и енергијата на Анче создадоа слика на една урбана девојка со блескави зелени очи, широка насмевка и голема самодоверба. А може би веќе и ви заличе на некого кога сте го виделе од ТВ екраните. Анче изгледа ова чудо, никој вака немам видено до тебе и толку убава. И не ја запознавте она и друго девојче. И ми беше чудно како изгледа толку убава, а прекрасно девојче, што искочи од таква од каква беше сега, каква е, пува. И вака може да не и пува работа и пува да знае како да се како да се дотера и да најде начин како луѓето да ја гледат поинаку кога може да се дотери пувајот. Така е, Ивица. Се надеваме дека Анче брзо ќе најде вработување, а тука ќе ги повикаме и сите компании кои сакаат вреден работник да ја побараат Анче.
Морам да кажам дека ми треба некоја минута, малку да се смирам, затоа што навистина ми се растрепери срцето кога ја видов Анче. Никогаш не сум ја видела во поубаво издание, сум ја видела во многу убави изданија. Прекрасно изгледа, дури не ми се верува дека она мало девојче што пред 23-4 години го запознав со искривената марама, сега е ваква убавица и нашата фудбалерка дека може да изгледа волкубаво со шминка и со ваков стајлинг и не знам, едва чекам да завршиме со снимањето да можам пак да си ја гушнам. Трансформацијата е одлична, направивте прекрасна работа и мислам дека секое женско, колку и да не сака шминка или да се дотерува, дека ужива кога ќе се види во едно вакво издание. Te čekam na brevot, Stefanija. Ljubi me nežno, patni me nežno i smiri go brat. Јас сум Анче Стојова, бев дел од емисијата VIP на еден ден. Се чувствувам прекрасно, затоа што само себе си не се познав. Значи, пред се, сакам да се заблагодарам на стоматолошката ординација доктор Жунгулова и секако на низиниот сопруг Тони, кој што ми го одзема стравот, затоа што јас бев премногу имав уплав, бев премногу страшливо забавно, ете, они беа тие кои што ми го одземаа стравот и направија да имам прекрасна насмевка и да се хранам нормално. Значи, шминката сум се шминкала јас до сега, но ова е феноменално. Презадоволна сум. Пријавете се во емисијата, нема да сгрешите, ќе бидете презадоволни. Убавино насмевни се, види брег. Серно по тебе, да фрла силни бранои, бен убавино насмени се, смири ме. И на крајот ќе заклучам дека соништата сепак се остваруваат. Доколку вашиот сон е трансформација, тогаш пријавете се за учество во VIP на еден ден. Јас и нашите соработници со задоволство ве очекуваме. Бе, меѓу другото, има да чистиш, има да средуваш. Ја да чистам. Па све, да. Цапа ке Да запати. Ке чиши цапа, држи. Ете така. Можеш и ти да ја дадеш, да. Да видиме, сега сме за подароци све. Не сум те гушнала, ама цел ден не те гушнав. Може ли сега да те гушнам еднаш? Ете таква убава еднаш ја. Кате? Да. Ајде да видиме сега што има. Да, гледаш? Она знае ја што сакам. Еве ти, да. Видиш све. Па како? Она најдобро те знае. Ние се обидовме. Да, со здравје да ти За небото да гори, изгори. Убавино насмени се, јас сум твој. Со дивка песна и силна љубов, те чекам на Stefanija, ljubi me nežno, patni me nežno i smiri go branot, Stefanija. Pogledni me, Stefanija. Pogledni me, zaludi me. Ubavino nasmehni se, kako
Λουμπάβινο να σμένισε, πίτι σον.